Добро вечер, време е за централниот дневник на регионалната К1. Политиката повторно ќе доминира, но и тоа е нормално бидејќи се наоѓаме во изборен циклус. Она што овој ден го одбележа информацијата објавена во угледниот весник The Hill, во која бизнис аналитичарот Паскал Хјус пишува за растот на македонската економија. Да ги погледнеме на станите на денот, па се враќаме со информациите кои што ни ги подготвија моите колеги од информативната редакција на К1. Македонија е одлична бизнис дестинација со голем економски потенцијал. Ваква е оценката на угледниот бизнис аналитичар Паскал Хјус. Боре Левков и Љупчо Данов преку изложба на фотографии и цртежи ги вратија Велешанина назад низ годините и открија свој видување за градот Велес. Политичарите на терен го бараат гласот на народот. Кандидатот за пратеник од изборната единица 4 на СДСМ Бетијан Китев денеска оствари средба со кавадаричките пензионери. Китев рече дека секогаш ќе се бори за пензионерските права и интереси, а со пензионерите разговараше за проектите кои се зацртани во програмата План за живот во Македонија. Кандидатот за пратеник од изборната единица 4 на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Бетијан Китев денеска оствари средба со кавадаричките пензионери. Тој разговараше со нив за проектите кои се зацртани во програмата План за живот во Македонија и рече дека секогаш ќе се бори за пензионерските права и интереси. Почитувани пензионери, со најдлабока почит сакам да ја искажам мојата благодарност за вашата искрена поддршка. Ви гарантирам, јас ќе бидам ваш достоен репрезент во Собранието на Република Македонија. Да се слушне и вашиот глас во Собранието на Република Македонија. Вие пензионерите заслужувате спокојни пензионерски денови. Вие заслужувате да ја делите радоста со вашите деца и внуци, а не да ги гледате како ја напуштаат Македонија. Вашата поддршка ќе биде наша одговорност и аманет да ги оствариме целите кои ги зацртавме пред нас, рече Китев. Имаме план да ги задржиме и вратиме младите во Македонија. План кој е реален и остварлив, каде централно место има човекот, поединецот. Вашата поддршка ќе биде наша одговорност и аманет да ги оствариме целите кои што заеднички ги зацртавме. Ве повикувам масовно да излезете на 11 декември и заедно да го победиме овој корумпиран режим. Заедно да се избориме за подобра иднина на сите граѓани во Република Македонија. Желбата на секој пензионер е да има што поспокоен и што подобар пензионерски живот. Пензионерите на средбата рекоа дека сакаат да бидат сигурни дека редовно ќе ги добиваат пензиите до крајот на нивниот живот, бидејќи и со нивниот глас се одлучувало за иднината во државата. Китев најавува дека ваквите директни средби ќе продолжат и во иднина. Жителите од село Бузалково вчера вечер се сретнаа со пратениците од изборната единица број 3 од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалиционите партнери Панче Иванов и Агим Муретазани. Кандидатите за пратеници од изборната единица број 3 Панче Иванов и Агим Муртезани од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалиционите партнери вчера вечер во село Бузалково ја представија изборната програма на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалиционите партнери за живот на Македонија. На средбата се разговарало на повеќе актуелни теми, меѓу кои и темата за соживот. Во текот на вчерашниот ден, кандидатот за пратеник Иванов низ центарот на Велес оствари средби со граѓаните, каде разговараше за програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и за други планови кои се дел од програмата. Мерка за намалување на загадувањето на воздухот, спроведувањето на планот за живот во Македонија се дел од мерките што ги најави Дамјан Манчевски од СДСМ. Откако ќе ја спроведеме првата приоритетна мерка за намалување на загаденоста на воздухот, ќе продолжиме со спроведување на планот за живот во Македонија, изјави Дамјан Манчевски од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Свесни сме за принципот дека загадувачот мора да плати
но приоритет ни е здравието и животот на граѓаните. Во првите 2 години од мандатот ќе обезбедиме поволни кредити за замена на технолошки застарените производствени линии со нови и ефикасни системи. Заедно со локалните власти и сообраќајната полиција ќе обезбедиме сообраќајни режими кои што ќе обезбедат намалување на загадувањето на воздухот. Ќе комплетираме и мрежата на мерни станици на следење за загадувањето на воздухот. Но исто така и ќе изградиме систем за мерење на загадувањето на почвата и воздухот, а податоците ќе бидат јавни и достапни за граѓаните. Ова се дел од долгорочните мерки и политики, вели Манчевски. Покрај решавање на проблемот со загадениот воздух, паралелно продолжуваме со планот за живот во Македонија, потенцира Манчевски. Откако заедно со граѓаните ќе ја спроведеме оваа мерка, ќе продолжиме со спроведувањето на планот за живот во Македонија, кој што предвидува итна гасификација на цела Македонија со приоритет на големите градови, субвенции за филтри за големите загадувачи. Затоа се потребни итни мерки, а не само препораки, потребни се итни мерки и обезбедување на финансиски средства за обезбедување на овие мерки. Потребна е смена на централната и на локалната власт, вели Дамјан Манчевски, за спроведување и реализирање на мерките и програмите кои ги има СДСМ и коалицијата. Носителот на листата за пратеници од изборната единица 3 на коалицијата за подобра Македонија Илија Димовски и кандидатот за пратеник Ѓорги Коџабашиев и денеска преку директни средби со граѓаните ја промовира изборната програма реално. На средбата со представниците на бизнис секторот беше потенцирана поддршката која се планира и во иднина да ја имаат стопанствениците преку разни субвенции, додатоци на малени даноци и ефтини кредитни линии. Коџабашиев на пресконференцијата го најави планот за гасификација. Големите национални проекти како што е гасификацијата нудат напредок и просперитет за сите граѓани, рече кандидатот за пратеник од изборната единица број 3 од коалицијата за подобра Македонија Ѓорги Коџабашиев. Тој вели дека како дел од националната делница за Велешани, значајна е изградбата на делницата од Свети Николе до Велес, инвестиција која е во вредност од 10 милиони евра. Поевтин природен газ кој ќе донесе развој на нови предпријатија, но и можност за развој на нови индустријски гранки. За граѓаните директно е значено е тоа што ќе добиваат поевтини сметки, а индиректно факторот што ќе се отворат многу нови работни места во овој сектор. Поддршката која бизнис секторот ја добиваше од оваа влада предводена од ВМРО-ДПМН ќе продолжи со засилено темпо, рече носителот на листата во изборната единица број 3 Илија Димовски. Но во следниот мандат таа поддршка и уште повеќе преку руралните развојни зони ќе оди и кон домашните компании, заради тоа што чувствуваме и гледаме дека домашните компании имаат потенцијал за проширување на своето производство и за проширување на бројот на вработени. Во досегашниот период неколку домашни велешки компании градат своји погони во Велес со цел да го зголемат производството со поддршката од повеќе од 101 милион евра, која што ќе биде преку Македонската банка за поддршка на развојот. Се надеваме дека тие инвестиции на домашните компании и во Велес и во населените места околу Велес, но и генерално во цела Република Македонија ќе даде огромни резултати. Што се е сработено во изминатиот период, кои проекти се целосно завршени, на што во моментов се работи власта во Велес вчера вечер се отчетуваше пред Велешани. Но покрај она што е сработено, присутните во големата театарска сала од носителот на листата за пратеници во изборната единица 3 на коалицијата за подобра Македонија Илија Димовски слушна и за плановите за идниот развој на Велес. Паралелно, без намера да соопштувам имиња на компании, и јас и луѓето кои што ги споменав претходно, со поддршка од неколку министри од владата на Република Македонија, разговараме, преговараме, со некои сме дојдени практично пред соопштување на веста, го гледам че бие в клима со главата. Значи, има уште неколку компании со кои што сериозно ги тераме работите за дополнителни нови инвестиции во нашиот град. Целта е не да се затвараат фабрики, целта е да се отвараат фабрики. Едни други ги затворија Порцеланка, Киро Чучук и Свилар. Ние имаме намера
следната година тие да бидат носители и на бројот на вработени во нашиот град, но и носители на економскиот развој на Велес. Паралелно, поддржуваме и ќе поддржуваме домашни инвестиции. Неколку компании со домашен капитал имаат намера да го прошират своето производство и значајно да го прошират бројот на вработени. И ние како централна власт и локалната власт дава секаква поддршка на таквите компании, се со цел да овозможиме што е можно поголем број на вработувања во нашиот град. Председателот на Либералната партија Иван Величковски и носителот на кандидатската листа за пратеници во третата изборна единица Данчо Марковски вчера вечер беа на средба со Велешани. Дијана Иванова повеќе за ова. Изборната програма на Либералната партија вчера вечер представена пред Велешани. Економијата во преден план. Првиот либерал Иван Величковски вели дека тие имале план за развој на претприемништвото, намалување на државниот буџет и подобрување на бизнес климата. Стопанствениците имале значајна улога во државата, рече Величковски, најавувајќи поголема поддршка. Ќе застанеме во одбраната на либералните вредности. Она што е најбитно, претприемаштвото, да го намалиме државниот буџет во сегашни перформанси. Тој не смее да заврши за 4 години со 3,4 милиарди или повеќе, туку мора да заврши со 2,9 милиарди. Нашата цел е 500 милиони евра да завршат во граѓаните и во бизнисот. Трето, сакам да ги охрабрам бизнисмените. Вие сте тие што го создавате стопанството, што ја создавате буџетот, што ги создавате сите пари во земјата. Од вас се финансираат даноците. Нашата задача и нашата позиција е секогаш вие да бидете на пиедестал. Гласот на Велешани го побара и носителот на листата за пратеници во изборната единица број 3 Данчо Марковски. Тој вети дека ќе се залага младите да останат во Велес, најавувајќи е програмата која што нудела решение за проблемот со иселувањето на младите од државата. Потенцираме урбана наместо провинцијална политика. Потенцираме правилно буџетирање и одговорно управување. Редуцирана администрација и јавни овластувања на приватни ентитети. Интегративно општество и хумана држава. Децентрализација, ама вистинска децентрализација. Цивилна контрола врз службите и секуларна држава. Интегрирана Македонија во Европска унија и НАТО. Доминантен среден слој. Македонски производ во секој дом на Балканот и солидарен концепт за 28.000 семејства да излезат од долговите ни се проектите на кои обрнуваме посебно внимание. Величковски и Марковски сметаат дека Велешани ќе ги препознаат пораките кои Либералната партија ги нуди на овие 5 предвремени парламентарни избори и дека на 11 декември ќе го дадат својот глас за оваа политичка опција. Третиот ден од изборната кампања на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија продолжи со митинзи на градските плоштади во Кавадарци и Неготино. Пред присутните се обратија представници од коалицијските партии, кандидатите за пратеници и лидерот на партијата Никола Груевски. Мартина Митков повеќе за ова. Неготино и Кавадарци беа општините од каде коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН вчера вечер ја промовира изборната програма, а беа испратени и политички пораки до симпатизерите, поддржувачите, а особено до оние неопределените гласачи. Лидерот Груевски најави бројни проекти со кои ќе се развиваат овие две општини. Ветуваме изградба и реконструкција на регионалниот пат Неготино-Кавадарци во вредност од 1 милион евра за темелна реконструкција на патот Неготино-Кавадарци. Исто така, за патот Росоман-Кавадарци, реконструкција во вредност од 600.000 евра. Значи, два пата, две темелни реконструкции. Вадење на стариот асфалт, ставање на нов, на одредени места, ако има потреба, поширување и правење на добри можности за патување. Ветуваме реконструкција на локалните патишта од Сопот до Рибарци во должина од 5 км и 200 метри. Обезбедување на дополнителни 3 милиони евра субвенции за откуп на грозија најави Груевски веднаш по формирањето на новата влада. Пред присутните се обратија и кандидатите за пратеници од изборната единица 4 од Кавадарци Весна Пемова, Панчо Минов и од Неготино Павлинка Честојнова. Кавадарци го направи град со кој повторно се гордееме. Во споредба со другите градови во Македонија, Кавадарци има најголем извоз, најголем бруто производ по жител,
и најмал процент на невработеност, еднаков со просекот на Европската Унија. Ако сакате да добиете пратеник на сите кавдарчани, да добиете пратеник Панчо Минов, но во исто време и лидер и водач на земјоделците лозари, заедно со вас и на чело пред вас да се бориме за сите проблеми на нашите лозари. Знам дека се соочувам со голема одговорност, но исто така знам дека таа одговорност ме мотивира и ќе ме мотивира секој ден да се посветам на решавањето на проблемите на моите сограѓани, на вашите проблеми, почитувани. За таа цел ВМРО-ДПМН има изготвено обемна програма. Од неготино пак Груевски го најави проектот Агропазар во вредност од 20 милиони евра. Тоа ќе представува голема берза на свежи земјоделски производи, изградена помеѓу Неготино и Демир Капија. 11 декември се ближи и народот ќе си го каже она што чека да го каже веќе подолго време. Ќе даде одговор на сите измачувања, малтретирања кои ги трпеа граѓаните и државата, порача Груевски од митинзите во Тиквешијата. Продолжува праксата на Фондот на здравствено осигурување на Република Македонија за отворени денови. Денеска таков ден имаше во подрачната единица на фондот во Кавадарци. На линковско вклучување ја имавме мојата колешка Мартина Митков во 16:30. Да погледнеме дел од разговорот. Наша заложба е да бидеме транспарентни и да бидеме меѓу граѓаните, затоа што само на тој начин можеме да ги лоцираме проблемите или поволностите кои што директно се реализираат и се случуваат на терен. Продолжува проектот на фондот Отворени денови. Денеска бевме во Кавадарци да поразговараме со сите оние кои што изразија желба да разговараат со нас и да представат одреден поволност или одреден проблем во работењето. Тука во фондот се сретнавме со повеќе граѓани, поразговаравме со поголем дел од нив. Дел беа луѓе корисници на ортопедски помагала, дадоа одредени сугестии што би било добро да се направи во иднина. Ние внимателно ги сослушавме и ги нотиравме, така што во наредните чекори, во нашите наредни планирања и наредни постапки, предпоставувам дека овие идеи ќе бидат вметнати во новите пристапи во работењето. Одредени граѓани ни предочија за одредени случувања во делот на упатување на повисоко ниво на здравствена заштита, добивање некои услуги од јавните здравствени установи, како и од приватните здравствени установи. Така што ова е една од предностите на фондот да биде меѓу граѓаните и директно нив да сослушува како оди работата на фондот. Секако тука се и нашите вработени со кои што поразговаравме и го добивме нивниот впечаток за одредени процеси кои што се случуваат во фондов, така што ние како менеджмент можеме полесно да носиме одлуки по сугестии на граѓани или на наши вработени. Денеска во Кавадарци имавме набиена агенда, посетивме една од специјалистичките ординации во селото Ваташа, бидејќи дадовме такво ветување кога потпишувавме договор со нив за работа со Фондот за здравствено осигурување, како една од 6 специјалистички ординации за кои што Министерството за здравство даде дозвола за влез во мрежа, и тоа е една од придобивките за градот Кавадарци, затоа што се збогатува понудата на специјалистички услуги во градот. Покрај специјалистите кои што има договор со Фондот за здравствено осигурување, веќе имаме плюс една ординација која што ќе може да пружа услуги на специјалистичко ниво и да не бидат препраќани граѓаните за тие интервенции во околните градови, што се разбира е заштеда за на време и финансиски средства за граѓаните. Во план ни беше и ја посетивме јавната здравствена установа, се сретнавме со менеджерскиот тим и дел од здравствените работници во таа институција. Таа е исклучително важна за нас, затоа што покрива околу 45.000 население кои што живее во градот Кавадарци, е од исклучителна важност за граѓаните. Ги отворивме преговорите за новиот буџет за 2017 година.
Важно е да се напомене дека здравствената установа општа болница во последните 2 години има значителен раст на буџетот и тоа од 2014 година до 2016 буџетот е зголемен за отприлика 15 на милиони денари, кои што се разбира треба да бидат искористени за подобрување на услугите кои што се даваат за кавадарчани. Денеска учениците од Основното општинско училиште Благој Кирков и Основното општинско училиште Јордан Хаџи Константинов Джинот имаа можност да се запознаат со позитивните бенефити на правилната и здрава исхрана, заедно со физичката активност како здрав стил на живење. Катерина Нацева повеќе на оваа тема. Едукативна трибина на тема здрава исхрана и здрав начин на живење на младата генерација беше презентирана пред учениците од Основното општинско училиште Благој Кирков и Основното општинско училиште Јордан Хаџи Константинов Джинот во Велес. Целта е да им се доближат позитивните бенефити од правилната и здрава исхрана, заедно со физичката активност како здрав стил на живење. Физичката активност заедно со здравата и правилна исхрана ќе доведе до правилен раст, развој, до добро ментално, физичко здравје и секако дека ова е генерација, односно возрастна група која што сакал или не е многу често под влијание на многу штетни влијание од надворешноста, од лоши навики во исхраната, лоши навики во однесувањето, така да физичката активност од добрата правилна исхрана ќе придонесе за да се подигне нивната свест, да знаат што значи здраво живење. Современиот начин на живење во голема мера го наметнува нездравиот начин на исхрана кај децата, вели доктор Снежана Петрова, но младите се почесто се вклучуваат и прашуваат како да започнат со здравиот начин на живење. Има деца кои што се заинтересирани и прашуваат што е правилно, што не е правилно. На некој начин денешното ни предавање ни повторување од претходното се надоврзуваме на физичката активност, така да навистина има голем интерес кај оваа возрастна група. Трибината е во организација на медицинскиот тим од Центарот за јавно здравје Велес со поддршка на општина Велес, а целна група се учениците од 5 до 9 оделение. Продолжуваме на тема култура. Во ликовниот салон во Велес синоќа се одржа велешка вечер на која беше промовирана книгата 50 години низ објективот на фотографскиот апарат на Боре Левков и изложба на Љупчо Данов, скици од стариот Велес, цртежи со туш. Да ги слушнаме деталите од прилогот. 50 години низ објективот на фотографскиот апарат е насловот на книгата на фотографот Боре Левков од Велес. Книга во која е вековечена градската архитектура, многу културни, историски и спортски настани. Се она што во овие 50 години мајстор Боре го има евидентирано преку призмата на фотографскиот апарат. За Левков се вели дека преку фотографијата е хроничар на градот Велес. Низ призмата на фотографскиот објектив имам настани каде што можам да се пофалам, каде што 50 години преку фотографскиот апарат, почнувајќи уште со самата фотографија која потекнува старата фотографија црно-бело со бокс камери, со плочи, можам да се пофалам до денеска. Комплетно го поминав сиот животен пат на фотографијата до денешната дигитална фотографија. Старата градска архитектура по која беше познат Велес, а во последните години почна да исчезнува, останува трајна преку цртежите на Љупчо Данов. 25 годишната работа Данов ја представи пред велешани, нудејќи им цртежи кои беа потсетување за тоа како некогаш изгледал градот. Љубовта кон Велес, второ љубовта кон професијата, љубовта кон фотографијата. Првите фотографии кои јас ги добив од стариот Велес беа точно од Боре Левков. Ние сме родени исто мало, родински сме поврзани како братучеви и секојаш јас од кога памтам за себе, знам дека тој е фотограф. Знам дека можам да се обратам ако ми треба фотографија, ако ми треба некој детал, макар и кажување некое за стариот Велес, каде што се наоѓало, како се наоѓало, значи секојаш можам да консултирам, бидејќи тоа е еден извор, непресушен извор на информација. Левков и Данов се само дел од хроничарите на Велес, кои секој во својот домен на работата не дозволуваат да изгледае времето кога во Велес живееле гимиџиите, Рацин, Брашнаров и легендарниот Петре Прличков. Белегот на едноминато време истражувачите велат дека не може да се замисли без делата на Левков и Данов.
Република Македонија успеа да се промовира себе си во одлична бизнис дестинација со голем економски потенцијал. Ваква е оценката на угледниот бизнис аналитичар Паскал Хјус, објавена во магазинот The Hill. Агенцијата за храна и ветеринарство ги засили мерките по информациите за птичји грип во регионот. Вестите од Македонија. Голем економски потенцијал, одлична бизнис дестинација. Ваква е оценката на угледниот бизнис аналитичар Паскал Хјус, објавена во магазинот The Hill за Република Македонија. Тој во својата колумна прави споредба на проблемите со кои се соочуваше Македонија пред 10 години, кога стапката на невработеност беше највисока во Европа, а даноците беа меѓу највисоките во регионот. Сепак, истакнува Хјус, Македонија успеа да се трансформира во земја во која невработеноста се намалила за повеќе од 10%, даноците се најконкурентни во целиот свет, а туризмот се повеќе се развива, потенцирајќи дека сето тоа земјава го постигнала во услови на сериозна политичка криза. Фокусирајќи се на мерките за поддршка на домашната економија, владата во Македонија привлече странски инвестиции, се отворија нови фабрики и се создаде поволна бизнис клима. Со ова се создадоа нови 160.000 работни места, што значително влијаеше врз населението од 2 милиона луѓе. Невработеноста се уште е премногу висока, но траекторијата е неверојатно позитивна, намалување од 24% во споредба со претходните 38%. Паскал Хјус е еминентен економист кој во моментов е генерален директор на Dorman Long Engineering. Околу 20 години работел во инвестмент бенкинг во Лондон. Претходно бил на позицијата управен директор за фиксен приход, валути и стоки во UBC Bank и извршен директор за глобално банкарство и пазари во HSBC. Кариерата ја почнал во Deutsche Bank во 1994 година, каде што работел 10 години. Агенција за храна и ветеринарство го подигна нивото на внимателност по добиените информации за присуство на птичји грип во неколку европски земји и држави од регионот. Денеска е испратен допис до ветеринарните друштва за пријавување на евентуалната зголемена смртност кај живината во огледувалиштата или за угинати птици преселници. Превземени се и активности за нејзино полесно препознавање, со цел намалување на ризикот од појава или пренесување на оваа болест во јатата. Оваа болест, која има специфичен начин на ширење, најчесто се пренесува преку птиците преселници. На одгледувачите на живина и ветеринарните друштва им се дадени биосигурносни насоки и начинот на заштита за превентива треба да превземат категориите на лица кои се изложени на ризик. Птичиот грип моментално е присутен во повеќе европски земји, како и во регионов. Од Агенцијата за храна и ветеринарство апелираат задолжително пријавување во најкраток можен рок за секоја зголемена смртност на живината. А што се случува во светот? Најмалку 80 лица загинаа во самоубиствен напад во ирачкиот град Хила. За прв пат после 50 години во Токио наврна првиот снег. Бројот на загинатите во самоубиствениот напад во близина на бензинска станица во ирачкиот град Хила достигна 80 лица, од кои повеќето се ирачки верници. Најмалку 10 лица се повредени во нападот кој се случи во близина на Багдад, а бомбашот самоубиец го детонирал својот автомобил на бензинска станица, соопшти полицијата. На бензинската станица се наоѓал ресторан во кој ирачки верници одмарале при враќање од светиот шиитски град Кербали. Засега никој не превземал одговорност за нападот, но се претпоставува дека го извршиле борци на џихадистичката група Исламска држава. Жителите на Токио утринава се разбудија со ноемвриски снег. За помладите ова беше можност во родното Токио прв пат да видат снег, бидејќи последен пат наврнало во далечната 1962 година. Тротоарите и автомобилите во западните предградија на Токио утринава се заснежени, но бидејќи температурата на воздухот во градот е над нулата, не се формираше трајна снежна покривка. Метеоролозите предвидуваат дека во градот ќе паднат до 2 сантиметри снег, додека во планините на северозапад од Токио врнежите од снег ќе бидат побилни. Снегот предизвика мало забавување на утринските возови од и кон блиските населени места.
Денеска имавме претежно сончево време со појава на локална облачност проследена со слаб ветер од променлив правец. А што се однесува до температурата, највисоката достигна до 15 степен. Еве ги деталите. Ви благодарам на вниманието, имете пријатна вечер со програмата на Кајда.